Отмазничка акција на владата на СДСМ и ДУИ по поразот на изборите за Совет на Тетово. Вака градоначалникот на Тетово Билјалка Сами ја толкува одлуката на владата, потпишана од вице-премиерот Артан Груби, една од двете згради каде што учат само македонците во Тетовската гимназија, да се даде на трајно користење на катастарот. За жал, власта, поточно ДУИ, не може да се помири со тоа што граѓаните на Тетово ја осудија за слобната и одмазнишката политика што ја води кон Тетово и неговите граѓани. Надвор од секоја здрава логика, СДСМ ДУИ продолжуваат со реваншизам кон Тетово и тетовци. На одмазнички начин Артан Груби потпишал одлука со која старата зграда на медицинското училишен центар се дава на трајно користење на катастарот на Тетово. Те сами подсетува дека сопственоста на училишните објекти и имотот на средните училишта од 2004 година е на општините. Со тоа владата ги погази законите и сопствените одлуки и покрај состојбата паралелките по македонски јазик ќе ја почнат новата учебна година, порача градоначалникот. Како градоначалник на општина Тетово, застапувајќи ја волјата на граѓаните, ја повикувам владата итно да ја преиспита оваа одлука, бидејќи старата зграда на медицинското училиште може да се користи исклучиво за образовни цели, а никако за други намени и за лична корист. Апелираме до власта да се однесува одговорно кон Тетово без да ги дискриминира и напаѓа. Срамна одлука на СДС и ДУИ која ги засегнува само учениците македонци, реагираше и ВМРО ДПМН. На нашите ученици, наместо да им се овозможува солидни услови за образование, тие им ги одземаат просториите за учење. Пред не толку далечно време, токму СДС и тогашниот премиер Заев ветуваше нови простории за тетовските гимназијалци од македонска настава, а сега со скандалозна одлука и без никакви претходни консултации им одзема еден објект од старото медицинско училиште на само неколку дена пред почетокот на учебната година. Ова е срамно и понижувачки. Ова одлука на владата на СДС и ДУИ е удар за тетовското образование. Касами најави дека ќе има тужба пред управен суд за оваа одлука.